Ајде погледнеме 5, 6 и 7 прашање од тестот број 4 од трет тематски тест по математика за 8 оделение осмолетка, односно 9 оделение од наредна учебна година. Прашањето број 5 гласи: решение на системот равенки, даден систем е подредени од пар и нудат повеќе решение. Наше е да препознаеме кој е решението. Прашање број 6. Каква е заемната положба на графиците од системот линеарни равенки со две непознати кога тој нема решение? Одговор: графиците се... Овде ќе покажам кои се можностите кога графички решаваме систем линеарни равенки. Три можности имаме. Тоа графикот нека е на едната линеарна равенка, па на другата, штом се сече до една точка, тогаш имаме едно решение. Ако се паралелни, а решението го наоѓаме кога спуштаме нормала од пресечната точка кон хикс оската, абцисната оска, тоа е вредноста, ќе видиме, тоа е хикс. Спуштаме нормала кон ординатната оска и прочитаме колку е вредноста, тоа е вредноста за непознатата y. Втората можност е график на едната, график на другата линеарна равенка, ако тие се паралелни нема решение. И можно е графиците да се совпаѓаат, тогаш има системот бесконечно многу решенија. Во нашиот случај, кога тој нема решение, графиците се паралелни прави. 7 прашање. Даден е системот равенки. Хикс плюс 3y еднакво на 5 и хикс плюс што во квадратчето да запишеме помножено со y да биде еднакво на 2. Кој број треба да се запише во квадратчето за да дадениот систем нема решение? За да нема решение треба имаме хикс и во втората плюс 3y и во втората треба да имаме 3y. Затоа што нешто да е еднакво на 5 и тоа нешто, истото тоа нешто да е еднакво на 2, тоа е невозможно, немаме решение. Значи во квадратчето треба да се запише бројот 1, 2, 3 нудат и 5, закружуваме бројот 3. Прашањето број 5 сега ќе го разгледаме. Ако веќе знаеме да решаваме систем линеарни равенки со две непознати, се гледа дека со метод на спротивни коефициенти y и минус y ке се поништат, останува 4 хикс да е еднакво на 4, а од тука хикс е 1. Хикс е 1 нудат во случајот под v и случајот под g. Ова заграда овде и не ми треба. Запирката. Значи имам две можности. Ако хикс е 1, y дали е 0 или дали е 1. Хикс е 1, 1 плюс кој број ќе добијам 1, значи останува варијантата под v да е точниот одговор. Тоа не сум го запишал, се извинувам поради тоа. Трите прашања ги разгледавме, благодарам.